Добро вечер во топ тема на Телма. Вечерва за топ темата на денот, шестата така наречена бомба, која што денеска ја лансираше лидерот на СДСМ Зоран Заев. Човек кој за себе си ја презеде улогата, како што самиот вели, знаменосец на вистината за Македонија, а од власта го нарекоа камиказа соработник на странските служби. За вистината или вистините за бомбата и пучот, мој вечерашен гостин е токму лидерот на СДСМ Зоран Заев. Господине Заев, добро вечер и добре дојдовте на Телма. Добро вечер, поздрав до гледачите. Ја слушнавме денеска шестата бомба, она што требаше, како што рековте, да биде еден од клучните или уште еден шокантен доказ за, како што кажавте, расипништвото на Груевски, за фактот дека трошиме за чоколадо, а немаме за леп, заврши повторно со идентична реакција, експресна пресконференција на вице-премиерот Зоран Ставревски, еден од главните актери според гласот во снимките, кој што рече дека се тоа конструирани снимки кои што тој нема да ги коментира, чија што цел е да внесат раздор во економскиот тим на владата, дека се сегментирано дадени и не ја отсликуваат реалната слика. Очекувавте таква реакција? Прво, тој со самото образлагање на деталите, автентичноста ја потврди на самите снимки. Реакцијата беше дека биле селектирани од сите снимки. Не знам што да кажам, значи, ако изберам 1500 снимки, не знам дали ќе најдам 5 или 10 во кои што се согласуваат со Груевски. Зошто денеска преку примерите на разговорите помеѓу Ставревски... Тоа 1500 е онака бројка или толку ги имате? Најверојатно толку ги има, може ги има и повеќе. За него еден од таргетите или метите на власта биле токму вице-премиерот Ставревски, кој што истовремено е министер за финансии и министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Но суштината е во тоа што навистина човекот е совесен. Јас го гледам во снимките, мислам тоа се препознава, он реагира. Денеска презентиравме дел на дисторзијата на буџетот или хаосот целосен во буџетот и сликата за економската состојба. Како тоа се дува балонот, како се прават макични напори за да се платат сметките комунални на самите јавни институции, колку тоа е загрозено комплетно. Денеска презентиравме исто така истиот тој Ставревски кој што вели трет реформатор во светот, втора во Европа, Македонија или слично, како секојдневно се мачи. Секако ова беше во делот на овие теми, економијата и буџетот. Уште јас најавив дека ова се само мал дел од разговорите, во многу други разговори, буквално презентирајќи што тоа и се случува на Македонија, меѓу другото, актер токму тој. Зошто токму тој? Заради тоа што совесноста во неговите реакции се приметува, да видите за време на избори како тој реагира, за целото тоа несогласување со тоа што го прават на изборите. И затоа реално тој дава една јасна слика што се случува во владата, не е било кој. Покрај тоа што е кумот на премиерот Груевски, тој е вице-премиер во владата и е министер за финансии. Она што пуштевте снимки во кои што во одредени сегменти Ставревски звучи дури како глас на разумот, сакате на некој начин да го амнестирате за сето она што претходно го пуштивте за него. Која беше цел? Таман работа. Значи, тоа е составен дел нова влада и имал прилика, ако нешто не се согласува и незаконско криминално, да си даде оставка и да замине. Тоа не го направил сиве овие скоро 9 години, од кога е тој министер во владата, ВМРО ДПМН начело со Никола Груевски власт во државата. Него го селектиравме од проста причина што прво докажува дека има и совест во овие луѓе. Во некој од нив има совест и тие реагираат на таквата совест. Знаете како вика, во снимката вика, повеќе нема идеологија. До кога е до тогаш? Ќе се издржува и тоа. Дали некој од нас или заедно сите... Како ги бирате снимките? Почнувате сега некоја нова стратегија на своевидна психолошка војна со бирање токму на вакви снимки, еднаш, како што и самиот велите, морбидни, сурови, сега кај што покажувате еве некаква и човечност кај одредени луѓе. Сакате да играте на психолошкиот елемент и подкопување одвнатре на ВМРО? Не, тоа е една работа. Прво, голем дел од работите што ги презентираме, јавноста зборувала за нив, ги насетувала. Тоа се познати работи. Сега ние само со докази тоа го потврдуваме што е до крај вистината и суштината.
на работите. Значи самите снимки имаат своја суштина, селекцијата ја правиме во делот на пред се она што СДСМ го зборувал цело ова време. Ама не само СДСМ што го зборувал. Тоа што го препознавала меѓународната заедница во секој свој извештај, дали се тоа извештаите на Европската унија, каде што вели нема владење на правото и правната држава, медиумите се поклопени, финансиската состојба е лоша, биле ММФ реагирале овде, секој пат институциите кои не гледале од надвор, нашите реакции исто така, но и меѓународните институции реагирале за забеганоста на многуте милиони евра во Скопје 2014 во непродуктивни приходи, во партизираната и мегаломанска администрација или слично. Тоа денеска само со нивни зборови, во нивни разговори, токму властодржците го повтараат, односно го потврдуваат. Ако го исклучиме оној дел од разговорот за научарите што си ги купувале едниот и другиот, од оној час и 44 минути снимки колку што ги поставивте на вашата интернет страница, каде треба да се препознае клучниот доказ кој што рековте дека целта на денешното објавување е тоа, клучниот доказ зошто Ставревски и Јанкуловска биле прислушувани? Прво една работа, водат многу важни ресори во владата. Внатрешни работи и финансии, овој плюс заменик премиер, вице-премиер во владата. Секако 9 години јас се обидувам некогаш да си дадам некоја логична причина зошто некој морал ова да го прави. Тоа прашање си го поставуваат, зошто некој би ги слушал своите, кој е вашиот начинот на владење, ваквиот начин на кој што се води Република Македонија, сиве овие долги години, млада демократија, самата филозофија на забеганоста која што веќе граѓаните ја доловија од ова што досега го имаме направено. Најверојатно ги принудил овие луѓе за во се што се сомнева да го стават буквално да биде мета, за да не дај Боже нешто им избега од контрола. Системот е диктаторски поставен. Тој систем сам по себе генерирачки има потреба да контролира се што може. Тоа не го гледаме само преку нивните први соработници, тоа го гледаме преку медиумите како сака тоа да го воспостават, врз бизнис секторот како сака да го наметнат. Во секојдневието, во судството, во здравството. Значи, транспарентноста сама по себе, немаме дебати, дуели. Луѓето после толку години за да опстојат на власт, да ја додржат моќта и најверојатно и алчноста за пари, тука во делот на криминалите ќе стане тоа многу јасно кога ќе го отвараме, ги принудило, немам друго образложение. Значи ги принудило да постават еден таков систем. Например, има министри, не знам, Канчевска не е таргет. Скопје 2014 најмногу одат преку Министерство за култура. Таа има внатре. Вие немате снимки, немате докази дека не била прислушувана или имате доказ дека не била? Министерката за култура има внатре, но не е директен таргет. Еден дел од луѓето се индиректно како соговорници на тие што биле директна мета. Но има многу заради тоа што колку од министрите се директен таргет? Па повеќе од половина влада е, земајки ја и Дуи внатре како дел од министрите. Повеќе од половина влада, може до 2/3 е тоа што сите министри на Дуи или поединечни? Не, поединечни, некој од нив не се директен таргет. На што се должи тоа? Сте имале увид? Важноста на ресорите. Рековте на една пресконференција, очите ви се црвени од многу слушање, веројатно имате и некаква логика и објаснување за тоа. Председател сум на Социјалдемократскиот сојуз, денот е зафатен во СДСМ, водам и општина. Навечер ги правам селекциите за да може да ја доловиме темата владење на правото или медиумите. При тоа мора да внимавате на сензибитетот кој што го има внатре, заради тоа што можете во една снимка да имате дел кој што е доказ за криминално и незаконско однесување или дури неетичко и неморално однесување кон граѓаните зборувам, но да има и лични работи. Не смееме да дозволиме да навлеземе во личните работи. Знаете како? Сите сме од семејства, сите имаме дома деца, децата не се виновни за некои работи, па да поминуваат во своевидни трауми. Тука се работи на тој дел на селектирањето, после е лесно кога ќе се селектира. Што значи тоа дека сите овие што биле таргет биле на снимани 24/7? Континуирано не се сите со години назад, но некои имат долги периоди во континуитет, како тоа е правено. Значи, опозицијата и представници на опозицијата, тоа ќе се види од следните чекори кога ќе излезат и други опозицијски лидери, други членови на СДСМ и слично. Најголем дел од опозицијата била така во континуитет како заборавена, ставена на снимање, оставена.
И тука тој дел се препознава. Заради тоа што го гледате овиот целиот материјал, овде е тоа предоминантно што се случувало. А во делот на власта, во одреден период, претежно после 2011 година, се стават да бидат мета или цел на снимање и некои личности плюс кои што претходно не биле. Тука го препознавам јас. Тоа лаички сега го зборувам, не сум стручњак. Лаички го препознавам тој прекршителен момент кога власта сакала веќе да контролира се, за да нешто не забега од контрола. Значи, тој дел така го оправдувам, друго логично објаснение нема. По првите 3 дена, откако ќе ги објавиме првите материјали, ќе мора да се заминат од власт. Тоа го тврдевте со месеци наназад, додека веројатно дома сте ги прислушувале тие снимки. Денеска е 21-виот ден, откако ја одржавте првата пресконференција и објавивте 6-тата бомба. Тоа не се случи. Зошто? Бирате погрешно полнење за бомбите или? Основата на вашето прашање го дава и самиот одговор. Ако се вратиме назад, одговорот од мене беше тоа што имаме да го објавиме. Кога ќе го објавиме, за 3 дена Груевски треба да си даде оставка. Предпоставувате дека не сме објавиле се. Така и ние најавуваме дека продолжуваме. Има сензитивни работи во целото ова, да го кажам, досие прислушкување кое што е доставено до кај нас, каде што реално очекувам кој ќе дојде до одредена кулминација да се случи тоа. Која е кулминацијата? Која е таа преломна точка што ја очекувате? Или пак тогаш во тие први моменти бевте обземени од сето она што го слушнавте наеднаш, а сега веќе посмирено селектирате, па и самиот знаете дека во целиот овој процес знам по кој пат, која е стратегијата, какво сценарио ќе отвориме. Затоа ја ветувавме целата вистина за Македонија. Кажете ми, ако се случи она што го имаме најзначајно во наши раце како докази и аргументи за криминалот и незаконското работење на власт, го објавиме и се даде оставка, кој е другиот начин, додека не се нормализира барем државата, да се објави целата вистина за граѓаните. Да ја ветивме таа цела вистина за граѓаните и затоа одиме чекор по чекор. Да го знаат секој аспект се работи за нашата заедничка земја, за кое што на сите срце не боли. И знаеме дека овие години во најмала рака чувствуваме дека сме лажени. Зошто? Ке пуштите најгледаните медиуми, вклучително македонската телевизија, по она што барем официјално како рейтинг се објавува, ќе видите и ќе почувствувате дека се работи за комплексна манипулација на нашиот народ. И ова само по себе потврдува дека имаме плюс потреба да секој аспект на општественото уредување на секојдневието на нашиот граѓанин го разобличиме и го отвориме. Затоа одиме прво, гледате консеквентно малку и на нашите 5 барања кои што беа испорачени како опозиција, но и она што го има во секој извештај на Европската унија, на State Departmentот, на Freedom House, Репортери без граници или не знам, ОПСЕ извештајот или слично. Тоа е владењето на правото, медиумите, разделување на државата од партијата, не знам, корупција во изборните процеси и влијанието во изборните процеси и слично. Која е преломната точка во таа ваша стратегија, бидејќи секоја пресконференција почнува и завршува со она ова е пошокантно од претходното. Што е она најшокантно? Ако дозволите, не би го частал Груевски, за да биде подготвен. Вие веќе го частевте. Како? Па со средбата кога на 28 септември кога сте отишле кај него. Нека ги пуштат снимките, ќе видиме колку е тоа частен или не. Кажано е толку колку што треба да знае, знаејќи дека сум снимен. И апсолутно е кажано за да се предизвика кај него реакција, природна, човечка, знаејќи дека таков вид детали, иако на најбенигниот дел се обратив кај него, ги имам во мои раце. Тој би требало да реагира природно човечки, но не реагираш и апсолутно тука беа, знаете како муабетите. Абе Зоран, ова уцена е? Не е уцена, бе, пример. Вие сте оправиле, падне во мој раце, што да правиме? Ајде се ја спасиме државата. Повтор пат го споменувате, ова нека го објави целиот разговор. Целиот разговор? За тој дел од примерките, меѓутоа, јас морам да ве прашам зашто разговаравте, бидејќи не имавте една, туку дури 3 сред. Еве, вака. Многу е нормално во секоја земја председателот на најголемата опозициона партија и председателот на најголемата владеачка партија, во случај тоа е премиер
вообичаено, да се стретнат и да разговарат за нешто што е од интерес на Македонија. Македонија во лимбо ситуација, ваква ни напред ни назад, надвор од опозицијата од парламент, нема диалог и слично 7-8 месеци. Меѓународни представници доаѓаат кај нас, доаѓаат кај власта, сите дават своји окажувања и реално е да се направи обид, да се ослободи диалог, да почне диалог, да се разговара и да се решаваат проблемите. И влогот дека ќе се ослободи диалогот беа разговорите што му ги споменавте, мислевте дека тоа ќе го придомисли или? Таму ние разговаравме на 5 теми. 5 теми како барање на опозицијата. Тоа беа разговорите. Секоја од средбите завршуваше на предлогот даде најчесто од опозицијата, заради тоа што немаше предлог од другата страна. Јас го спомнувам тој предлог. Едниот беше предпоследниот предлог за кој што се разговараше меѓу власта и опозицијата беше даден од наша страна, а тоа е двете страни се договорија да отпочнат преговори по 5 теми, но останува обврска на опозицијата да ги соопшти аргументите и аргументите кои што ги поседува за барањето техничка влада. Таа беше темата на сопнување помеѓу двете страни, беше побарано период од 10 дена да се размисли, начелно е тоа прифатливо и не. Зошто беше отворена темата доказите? Заради тоа што паралелно јас во јавноста ветував дека сите докази ќе бидат објавени. Никој нема право да ја скрати вистината од граѓаните на Република Македонија. И тој, меѓу другото, праша за тие докази и нормално, иако првиот одговор беше дека доказите не се тема на тоа што се стрекјаваме. Сепак инсистирањето предизвика потреба да се кажат најбенигниот дел, за да знае колку е тоа сериозно. Конечно во функција да се отвори диалог и дебата. Сите средби беа во владата или не? Сите 4 беа во владата. Сите на ваше барање или? Не. Двете од 4-те, најмалку двете, мислам дека и и последната, но двете најмалку беа на негово барање. Зошто? Што го интересираш? Да дознае повеќе за материјалите што ги имате или? Денеска веќе видовме, до тогаш само се сомневав. Да дознае повеќе за доказите и аргументите кои што ги имаме во наши раце, но сепак на отпочнат процес секој пат му давате шанса за да диалогот реши било што. Знаете како, никоја од двете страни нема обврска да вети дека за се ќе се договориме. Но после 7-8 месеци, да не сакате ни да седнете да разговарате, да отпочнете разговор, макар за медиумите прво, па после разграничување на партијата, избирачкиот список, се тоа на што е проблема. Нема никакво образложение да не сака ниту да седне. И не само тоа, без опозиција во парламентот. Отида па не опозиција, ќе видите дека не е опозиција во процесот што доаѓа. Тоа е комплетно контролирано од страна на власта. Ќе видите дека можел сам да поправи нешто. Медиумската состава да ја поправи, да разграничи партијата од државата, да го зајакне независниот кредибилитет на контролирачките институции, не само правосудството. Имаме антикорупцијска, имаме завод за ревизија, имаме анкетни комисии, имаме еден куп институции. Ништо не направи. Буквално сакаше да тлее вака состојбата заради тоа што најверојатно му одговара. Така има се под контрола и апсолутно е полагоден во своето владење. И вие велите дека разговорите биле генерално околу диалогот. Премиерот вели дека сте му предочиле некои разговори, меѓутоа дека тие биле беззначајни. Што е тоа што тогаш, а веројатно произлегува од овие разговори, толку го исплаши премиерот за да ја покрене целата таа акција за ПИМ мерки и на крајот сето тоа да заврши со пресретнување на бомбите со акцијата Пучи и обвинението против ги пресретнаа? Не ги пресретнаа бомбите. Најверојатно тоа е последниот крик на давеник кој што се фаќа за сламка. Зошто? Цело време стига информациите заради тоа што тој знаеше дека не би можело СДСМ да гарантира со целиот свој политички кредибилитет, најавено преку трибини дека ако не успееме секако ќе заминеме и јас и раководството. И апсолутно сериозноста на доказите најверојатно остави и трага и оние бенигни работи кои што му ги спомнав на тие средби, сам почна да го реорганизира целиот процес. Ке дојде време кога ќе објаснува зошто од крајот на ноември, почетокот на декември се случува еден нов процес во државна управата за безбедност и контраразузнавање. Таму се случуваат многу работи, ги нотираме и бележиме се што се случува, но не сакаме да го свртиме вниманието тука, во моментот го тераме она што ни е замислено. Се зборуваше дека сега е најмоќен, најсилен, контролира се, што и да ќе го изменаџира
и се зборуваше дека ќе се брани со грчки тајни служби. Сам тајните служби странски ги спомнува, но никако да се прекрши, па дури уште грчки да ги каже во целиот овој. И тоа се случува до ден денеска. Значи, единствено причината да посегне да притвори луѓе, да го одземе пасошот на лидерот на опозицијата, во време во кое што сака да покаже дека е демократија во Македонија, дека имаме нормална земја, единствената причина за ова е да биде прво потегот и да може да има тема со која што ќе менеджира. Странски служби е темата и прв зима иницијативата, па полесно би се справил со тоа што доаѓа. Друга логика нема. И натаму сметате дека е прв, дека ја води играта прв? или... Апсолутно, денеска гледаме давате образложение. Ставревски денеска или поднесува оставка, или го негира комплетно разговорот. Тоа е нормална реакција во секоја земја. Нема друго, па сега оправданието дека некогаш они и се согласувале со премиерот. Почесто не се согласувале со премиерот. И тоа е така. И тој не може да избега од оваа работа. Значи, само сакав да слушнам еден дел да каже не е точно од снимките. Уште 1500 ќе ги пуштам. Значи, за него или за било кој. Што е директен таргет или мета на власта. Па да процени целиот овој наш народ. Но не можете да очекувате од луѓето да се обидуваат мачно, тешко, вака заморливо, гласот да трепери, да брани нешто што не се брани. Знаете како, Груевски ја лаже јавност. Почна од некои си тактички опреми, до не знам какви паралелни комбиња, како ги спомнуваше, веќе не знам точно називите кои што ги користеше, за да веќе се случува дека тоа Заев бе снимал, Заев бил посилен од Мијалков во ДБК. Значи, тоа ние сме го правеле, ние таа никаквата опозиција која што ја кажуваа. За жалење сме биле, сме немале идеја, никаков капацитет. Како бе тоа? Во ваков режим, во ваков систем, ние толку мокни. Па кој сакаме број, тој ќе си го учукаме таму и ќе слушаме. За тие детали, но и некои контрадикторности кои што произлегоа од повеќето ваши јавни настапи до сега, по паузата за реклами. Останете со нас, се враќаме за кратко. Добре дојдовте назад во топ тема. Мој вечерашен гостин, лидерот на СДСМ Зоран Заев. Господине Заев, неколку ваши изјави предизвика контрадикторности кои што натаму се збунувачки и за дел од јавноста, а и власта ги користи во одбраната од вашите бомби. Прво се тоа тврдењата за странски служби или не, делумно на тоа одговоривте. Меѓутоа, она што се чини е втората точка, тоа е улогата на господинот Верушевски. Прво изјавивте дека не сте контактирале, потоа имаше едно писмо во јавноста, чија што автентичност ја потврдивте и рековте дека сте му помагале за да добие работна виза во странство. Која е вистината? Која е улогата на Верушевски? Верушевски е нарачателот, како што тврди власта, или? Не. Човек кој што е експерт и навистина со неговата стручност, со неговата работа во минатото, човек кој што може да помогне. Имам и други такви луѓе кои што се во партијата и помогна или се надвор од тоа. Еден од тие кој што е надвор од партијата е Верушевски. Логично, рационалното однесување да не си го дадете изворот е причината за првите изјави. Знаете како, кога ве прашува Груевски кој да е на моје место, нема да го каже човекот, кој што се доволно охрабрил, одважил и е решителен да во име на добрата иднина на својата татковина, а со тоа и на нашата татковина, направи храбар потек и ги извлече доказите, се со конечна цел да се ја врати слободата и демократијата во Македонија. Би требало да бидам толку наивен тоа да го направам пред него или јавно, ако го направам. И реално тоа го објаснивте во други прилики. Што е со улогата на Верушевски? Тука навистина имате контрадикторни. Не. Исто така од самиот старт не можете да го кажете тоа. Реално средбите со Верушевски се случија некаде септември-октомври прв пат, од проста причина што порано дури и луѓето кои што се со поголема историја во раководството на СДСМ, како што е Радмила Шекеринска, немале контакти со него. Значи, контактирал Бранко,
заради тоа што човекот не е активиста во СДСМ или е тука како член кој што е присутен и доаѓа и немало контакти, односно неколку пати поздравувања, на разминување и слично. И јас прв пат го сретнав човекот тие месеци. Не може да ги кажам точно, август, септември, октомври, тука некаде беше, каде што јас побарав одредени детали внатре за сериозна работа како што е ова, за да знам што е, како е, кои се доказите, кој би можел тоа да оправи, да видам што е, влегувам во сериозен процес, за да ги знам сите детали. И се обраќате кај човек кој што навистина тоа го знае. И до ден денеска, чекорите кои што ги направи се за мене, доста храбри чекори, таа беше причината заради тоа што навистина стравуваше дека може неговото семејство заедно со него да му се случи тоа што де факто Зошто му се тоа случи. потребата, ако бил само консултант, советник, ако само сте го прашале за процедура, како што сте можеле да прашате и дузина други поранешни припадници на разузнавачките служби кои повеќе не се там, зашто тогаш потребата да му се обезбедува заштита во странство, работна дозвола или како... Еве заради тоа што видовте што му се случи на човекот. Значи, секако тоа се направи и за други луѓе. И при тоа стравот беше од режимот кој што владее во Македонија. Подготвен на се и се што. Да, секако тоа се направи врз него или врз некои други луѓе. Јас верувам дека и тие двајца луѓе што се там немат врска со целиот овој процес, едниот човек и признал. Никогаш не сум имал јас комуникација со тој човек кој што дал таква изјава. Никако вид на комуникација. Значи, било кој нека потврди, еве власт се, нека потврдат. Не постои таков вид на... Не знам зошто е таму човекот и како тоа тој признал, но самото тоа покажува колку се спремни на се. Само и само својата кожа да ја заштитат. И не би било нерационално ако некој побара помош за ваква работа да не му се понуди. Тоа го направивме секако согласно дозволените законски прописи во земјата во која што тоа го побаравме и согласно она што законите во нашата Македонија тоа го дозволуваат. Секако голем дел од луѓето заминуваат од државата, па така можеше и семејството Верушевски тоа да го направи. И до ден денеска тие трагат по неговиот син, помалиот, кој што е 19 години, кој што го теретат за малнолетничка порнографија. 19 годишен човек е, запишан е на факултет прва година, колку што јас знам, и навистина далеко од паметот. Зарем тоа не се доволни причини да седне некој рационално да разговара. Сте требале ли да го купите кола да и компјутер на синот, како што слушаме да вие шифрирани пораки и дешифрирани? Јас купив компјутер. Тоа порака беше на синот према мајка му, која што беше во Струмица. Јас ја посетив и заради тоа беше упатена према мене. Компјутерот го купив, и беше се од компјутери запленето од нивните семејства. И го купив компјутерот. Немам проблем за човек кој што се одважил со љубов за татковината да помогне, да не го купам компјутерот. Да, и бев подготвен да набавам кола. Немаме дадено кола, немам купено кола, немам како партија ниту лично, но бев подготвен заради тоа што ако успеавме да излезат надвор од државата, тој со своето старо возило, кое што го има не знам од која година, не може да замине надвор од државата. Значи, овие шифрирани пораки на семејството Верушевски се точи? Па најверојатно Јас зборувам вистината и сум предводник на обелоденување на вистината до крај. И тоа го зборувам отворено, со душа овде на маса, комплетно, без разлика. Дали тоа транспарентноста која што имам, може би ќе влијае на процесот. Од вистината нема зијан, нема лошо. Вистината е само една и таа треба да се зборува. Не сум ги видел јас ваквите пораки за да нивната автентичност ја потврдам. Тоа се оние пораки кои што ги имаше денови не сум ги видел меѓу нив во комуникација. Ги видов на телевизиите, но за да ги потврдам како автентични требало да ги видам помеѓу сопругата на Зоран Верушевски и синот на Верушевски, така разбрав дека се праќени, за да ги потврдам дека тоа е така. Толку ли беше вредна таа помош од Верушевски за еве да му купите дури и кола? Апсолутно. Слобода и демократија на нашата земја. Секако дека се што можам и имам капацитет лично, со своји пари, со можност, со подршка од некој да го направам, би го направил за секој човек кој што така храбро и одважно ќе покаже колку си ја сака државата. Како што направив и доволно добри работи
и нешто што можеби е повеќе од тоа што се очекува од председател на најголемата опозициона партија и за други семејства во периодот на назад. Сега за они од власта, веројатно и од МВР и останатите што го слушаат оваа последна изјава би била коцка во мозаикот на нивната шема дека да, еве, ова е потврда дека Верушевски е нарачателот на материјалите кои што за сметка на странска служба ги прибирале 500 и 600 обвинетиот, а после таа странска служба му ги дава на Заев. Можеби вака растеретено зборувам и отворено заради тоа што ги знам кои докази ги поседувам на крајот на денот кој тоа го правел во Македонија. И силината, и известноста, и употребливата вредност на тие докази најверојатно ми дава така слобода да зборувам до крај. Какви се тие докази? Обично за да се докаже прислушување на власта треба да се има бар еден налог, нека биде и за еден, двајца, тројца или четворица луѓе. Ќе дозволите за тој дел да зборувам тогаш кога ќе треба да зборувам пред истражни судии. Најверојатно на јавноста интересира повеќе за содржината на разговорите и за она кое што кој како го правел, досега доволно зборував транспарентно. Ако одам до детали во овој процес, верувам дека ќе ја частам вака забеганата и дрска власт со самото транспарентно однесување. Да бидеме малку рационални за да може да успее овој процес. Јас верувам во овој процес дека конечно ќе ја донесе слободата и демократијата во Македонија. Зошто го зборувам во кој процес? Процесот што вие го терете или процесот на враќање на слободата и демократијата во државата? Тоа е тој исконски исправен процес пред сите нас. И тоа е тој што е само важен. Имајќи во предвид дека буквално имат контрола врз многу значајни медиуми. Ретки исклучоци се овој независен медиум кој што функционира и уште неколку медиуми во државата. Но имајќи во предвид како тоа управуваат со државата, дека ги користат без преседан, буквално, значи сите државни инструменти, полуги кои што им се на располагање. Не е рационално до крај да ги кажувам сите детали на прашањата. Јас сум транспарентен човек. Се надевам дека тоа досега сум го докажал, но деталите внатре реално не би требало да ги кажеме заради тоа што ќе ја замајуваат и понатаму јавност. Ќе се обидуваат да креираат приказки и понатаму кога знаат дека веќе и малите деца не им веруваат. Имате ли објаснување зошто досега не сте уапсени или зошто Груевски вели ќе го оставиме да каже се што има? Заради тоа што не може да го образложи апсењето на председателот на опозицијата. Што ќе каже кога ќе го праша? Па добро, веќе има еден осуден кој што признал. Што ќе каже, ова е крајност веќе. И знае дека ако тоа го направи, нема да ја спречи вистината. Вистината ќе продолжи да излегува. И од тука, вагајќи го рационалниот однос, најверојатно одлучил да застане до тука. Предпоставам се, логичко е тоа, јас ги немам информациите од нивните умови тоа што кој ќе продолжи вистината ако вас е хипотетички? Има редица на луѓе од Социјалдемократскиот сојуз и од надвор кои што си ја сакат слободата и демократијата да биде повторно вратена во нивната. Тоа значи дека материјалите не се само во ваши раце, туку ги имаат и други или имате копии на безбедни? Материјалите прво се во СДСМ, заради тоа што ги работиме таму. Но и во случај да се случи да влезат во СДСМ, кое што нема да им го дозволам сигурно, заради тоа што ќе ми земат и партиски списоци и стратегии, но теоретски да зборуваме да влезат, да ги земат тие материјали, ништо ново нема да направат, тоа ќе земат материјали кои што они веќе ги имат. Но секако дека има копии на други места кои што се знае по протокол кој каде оди, како продолжува и вистината продолжува да излегува. Така да тоа е процес кој што не може да се спречи. И најверојатно тоа го знае, и затоа вели ќе го оставам Заев до крај. Да каже се што има да каже. Апсолутно тоа се кажува заради тоа што не може да го спречи тоа. И втората значајна работа е заради тоа што знае дека забеганоста ќе биде многу голема, необјаснива. Само по себе ќе влезе длабоко во понорот, од кој што не може да се врати, ако посегне по апсење на Заев. Но ова го зборувам од причина што сме подготвени на се. Кога влегувате во вакво сценарио, со ваков противник од другата страна, мора да бидете подготвени на се. Вие се уште не сте повикани на распит за случајот Пуч, колку што слушаме, се уште не е повикани господинот Верушевски. Формално правно и според словото, односно според словото на законот,
притворот на господинот Верушевски би можел да му се продолжува таму некаде до 180 дена. Тоа се некаде околу максимум, значи пола година. И сето тоа може да продолжи да се развива во оваа динамика. Вие држите пресови, тие возвраќаат дека тоа се монтирани случаи, дека одработувате за странски служби. До кога имате бомби да ја терате така? Вака, прво ќе се водиме од рационалниот принцип заради тоа што ние имаме своја цел. И ние сакаме побрзо да ја постигнеме, ама при тоа да не ограничиме вистината да допре до граѓаните. Така, измеѓу, некаде имаме димензионирани каде би завршило ова со вадењето на сите докази и аргументи кои што ги поседуваме. Реално, ако сакаме да ја тегнеме работата до крај, еве на секој 2-3 дена да излегуваме, па мислам дека има, да не бидам ептен оптимиста, но за 4 години, песимистички кажано, има на 2-3 дена да се вадат. За 4 години? 4 години на секој 2-3 дена да се вадат. Сеќавам рековте дека некаде 30 до 45 дена би имало ова, во меѓувреме се зголемуваат патриотите кои што ви доставуваат материјал. Колку има материјал? Јас не би сакал да ги подценувам луѓето со зборовите само така од ракав патриоти. Има многу храбри луѓе кои што, фала Богу, се повеќе се одважуваат. Не, тоа е цитат, бидејќи вие рековте дека материјалите сте ги добиле од луѓе патриоти кои што се одважиле, да. Така е. Се повеќе ги има луѓе кои што доаѓаат и доставуваат материјали. Најчесто се со зборовите се оградувам од тоа што е направено. Јас не сум учесник во ваква работа. И не можам ова да го поднесам понатаму така. Се повеќе и денеска и после 31 јануари? И денеска. Значи, и до ден денеска, не само после одземањето на мојот пасош и овие притварања кои што ги направија, доаѓаат уште повеќе. Ме чека човек пред вратата во Струмица, од друг град дојден, за да ми даде материјали за една перјаница на власта од новинарите, колку тоа е собственик со сите докази кои што ги има за ски центарот Кожув. Толку да кажем, значи тоа ќе излезе во некој период секако, но да даде придонес за ова работа, зошто работел во таква институција ги има сите папири, договори, документи, се ги има. И значи луѓето се одважуваат. Еден дел донесуваат финансиски криминали и злоупотреби на законите за јавни набавки од самите институции. Значи од неколку министерства веќе, само од почетокот на февруари до денеска, за месец дена, така да ги кажам, имаме 4 нови папки за конкретни, јасни и прецизни финансиски криминали на врв на власт. И тоа е новина, тоа не е врзано со телефонски разговори. Значи, бомбата добива и друг барот кој што не се разговорите за прислушување. Така е. И не знам како тоа целото ќе се употреби заради тоа што не сме седнале на луѓето им ветивме дека секако тоа во делот на вистината за Македонија ќе го искористиме, и до сега гледате излегуваме само со аудио снимките, но најверојатно во периодот што следува ќе го направиме малку и поинаков начинот на обелоденување на доказите и аргументите или соопштување на вистината за Македонија со повеќе луѓе од опозицијата на поинакви начини, се со конечна цел побрзо, поефикасно, од повеќе луѓе да допре вистината до граѓаните. Целта ќе оставиме во завршницата на емисијата после рекламите. Предходно уште едно прашање околу она што досега се случуваше. За случајот Пуч досега имаме еден веќе осуден. Како го коментирате тоа? Јас дадов коментар, самата пресуда е објавена и прво недвосмислено јасно покажува никаква конекција со странски служби. Второ, алудира дека некој од вработените како сакал така си уфрлал броеви, си слушал. Што тогаш работел Сашо, што работел Горан Груевски, сите тоа кои што се надлежни. Сведок ми се луѓето кои што работа таму, знаат дека тоа е невозможно така да се прави. Нема никакви други докази освен изјавата. Некои ќе кажат па изјава е окей, но изјава во вакво општество само Бог знае како е изнудена. Значи, окей, кога така силно излегуваат, да приложат некој од видовите на доказ за конекција со странските служби, некоја сметка, некоја каса прими, некоја сметков потврда, пари зимале, така? Па
Пари земале, викат, од странски служби, сметките им биле големи. Дај некој доказ натре, дај некоја конекција, како тоа се правело, или слично. Значи, самата пресуда е сама по мене симптоматична и комплексно е сомнителна. Комплексно, од секој аспект. Но еве денеска давам јас повеќе простор на правници, стручњаци, експерти Дали петтиот да толкуваат таа пресуда. Дали овој петти и шестиот обвинет се дел од таа група патриоти кои што ви ги донесе тие снимки? Не. Пето и шесто обвинетиот никогаш во живот ги немам ниту видено, ниту слушнато. И сега во најава ти поставува фокус на пресконференција, вика, бе, господине Заев, адвокати им се од канцеларијата која што е обично застапник на Сашо Мијалков. И веќе ви е се јасно. Така почна процесот. Дали за двајцата овие луѓе или за едниот, сега да не грешам. Што препознавате вие во тоа? Па сега Сашо Мијалков кој ги пушта своите адвокати да ги бранат овие осомничени, само по себе се кажува дека овде може да ви кажат се и да ви кажат дека земјата е коцка, не е тркалезна. Значи може да изнудите ваква изјава како сакате. На крајот можело Сашо првиот свој соработник да го стави внатре и да напише изјава да плачете внатре, како сакате. Така да апсолутно тоа само по себе остава сомнение на самиот процес бе. Јас сум обвинет внатре за насилство врз високи представници на државата. Тоа е обвинението на лидерот на во обид. Што е насилството? Што е уцената? Сум барал техничка влада и предвремени избори. Јас сум председател на опозицијата, бе, јас барам оставки. Јас Изјавата барам на премиерот е дека сте го оценувале со материјалите кои што сте ги имале. Јас затоа на почетокот инсистирав на колку што е можно повеќе детали од содржината на тие разговори, бидејќи очигледно е дека не биле така беззначајни како што ги Не, чекајте се представуваат. Во која демократска земја, а сакаме да се нарекуваме демократска земја, опозиција нема докази за власт. Тоа е работа на опозицијата. Да биде коректив, да биде првиот критичар, да биде најхрабра и најодважна, да се дрзне и да ја спречи власт. И ние имаме докази. И соопштивме на јавноста дека имаме докази од неколку причини. Една од причината беше да знаат сите оти ги поседуваме доказите. Да не некој се му падне на памет да прави нешто кое што секако е законски недозволиво, а би можел да биде и морбидно. Ги соопштувате на јавноста дека имате докази. Каде тоа опозиција не бара оставки, каде тоа опозиција бара влада да не падне, каде тоа опозиција не бара да се решат проблемите. Значи, доказите се нормална работа, како во секоја земја, така и опозицијата има докази. И втората работа, барањата, не за да се нормална работа, се поднормална работа, заради тоа што сум барал техничка влада, која што ќе ја подготви Македонија за избори, кога и да се случат. Значи, барањето беше техничка влада 3 до 6 месеци, која што ќе ја води Македонија пред наредните избори, кога и да се случат. Редовните избори парламентарни се 2018. Каде е изнудата, каде е уцената, каде е тоа насилството врз државните институции, смешно е. Смешно е. Па странските служби сега не ги користат, веќе гледам. Странските служби. Премиер излегува и лаже. Премиер излажа на тој февруари, кога го зеде пасошот на председателот на опозицијата, некни на пресконференцијата повторно излажа. Што? Не можете. Па, некни на пресконференцијата беа тактичките опреми, клон базни станици и не знам што. Денеска веќе никаде не се спомнуваат во било кој од изјавите. Дури официјалните реакции не ги кажуваат. Се повеќе конвергираат кон тоа дека некој им влегол во системот од дома и дома тоа го правил за да го даде на Заев. Сега Заев е нарачателот на нови работи. Неколку пати лаже, пример. Јас го разбирам зашто лаже. Заради тоа што се работи за негова кожа. Треба да спаси власт. Треба себе си да се спаси. Го разбирам тоа. Вие велите, но со пак... секој чекор се подлабоко влегува во кашата. Не знам дали е свесен дека со секој негов ваков чекор, дрско и безобразно да ја лажеш јавност, а знаат веќе, сите препознаваат, се повеќе предизвикува политичка криза во Македонија. Ова соопштение кое што го соопшти, истовремено испрати многу грдни пораки, многу лоши пораки.
Објаснувањето беше дека тоа е повик за демократска битка. Повторно тврдите дека имате сведоци кои што ќе ги урнат Груевски и Мијалков. Тоа се двајцата сведоци за кои што тврдивте дека ги заштитивте на сигурно надвор или се нови? Обе. Опозиција која влегува во ваков сериозен процес. Вака го водам процесот, еве го гледаат граѓаните, да не го објаснувам како го водам. Секако дека има силни докази за тоа кој прислушувал. Темата веќе не е кој прислушувал. Темата е суштината на разговорите кои што го разобличуваат грдото лице на Македонија. Денеска ние може да кажуваме дека тие прислушувале. Ние сме ги добиле тие материјали од такви луѓе. Тие може да кажуваат дека биле странски служби, Заев, не знам кој. Тоа на крајот, да, но во една нормална земја ќе се утврди. Секако се легитимни прашања, бидејќи јавноста е соочена со две сосема спротиставени вистини и нормално е да ги бара недостатоците и во едната и во другата. Ама ние никој пат нема да го промениме нашиот став, заради тоа што зборуваме вистината. Никој пат. Тие неколку пати го модернизираат, односно го модифицираат, поточно да кажам, нивниот став. Еве така да го кажам. Од целата оваа работа, суштината на самите разговори покажува и дава одговор на тоа кој слушал и зошто тоа имал потреба да го прави. Самата суштина, самите разговори кажуваат, поклопиле судство и обвинителство, судство, комплетно. Борба е за лично и дури и свој човек да имам за председател на судски совет или на Врховен суд. До таму е отиде на работата. Ај 10 ги имале, за да разрешат кога сакат судија да именуваат, кој сакат. Но кога тогаш вие велите, за тоа ќе разговараме подоцна, вие велите не очекувам правна завршница, меѓутоа кога тогаш вие ќе мора за овој случај да седнете во суд и да предочите сведоци. И од тука прашањето за тие ваши сведоци и аргументи се мислам сосема легитимни. Во нормална земја, каде што правосудниот систем не е под контрола на власта, тогаш ќе се појават и сведоците. До тогаш, зошто? За да дадат изјава дека они слушале или они за странски служби работеле или не знам какви не други видови изјави. Не е рационално, не е паметно. Зошто? Значи, знаат сите во државата како се носат судски пресуди. Знаат сите. Слушнавте со Љубе Бошковски. И таму имаше снимки за заштитниот сведок, кои што не ги објавивме. Но во прилог ќе одат во една судска разрешница. Ти не смееме заштитниот сведок, но тоа е прави комплетно спрегата, не е само морбидноста на процесот и гадноста која што се случува, туку и правно-формалниот аспект како тоа се правело. Како уште тогаш се договара ровер, кој што падна се уште во процес на пресудување. И ровер е цел измонтиран процес. Зошто? Тоа ќе биде нова бомба или ја чувате за во судница? Не, така го спомнувам тоа. Малку било да го наместиш за да му се осветиш лично, ама нека има и нешто второ за да го држи така долги децении години во затвор. Но кој болен уме тоа? Што да ви кажам? Не е само тој. Има еден куп луѓе таму што се. Од цела Македонија. Љубе Бошковски бил председател на опозициона партија, па се знае. Еден куп луѓе секојдневно се на ветрометрина, комплетно, на милост и немилост на поединци од врхушката на власта. Потенцирам да не ги негувам негативна енергија кон сите. Поединци се во прашање, не е целото ВМРО. И затоа ги испраќам вака пораките. Чувствуваат и тие. Интелектуалците знаат веќе, детално им е јасно се, докаде само треба да ги слушнат снимките, без разлика тоа кој е снимал. Нека ги слушнат снимките. За нивната земја се работи, за нивните семејства. И тие чувствуваат на своја кожа секој ден. И апсолутно нема дилеми што целиот овој процес ќе покаже. Вистината ќе отвори до крај. И јас затоа велам дека ќе падне Груевски. Ќе падне Груевски. Односно, ако не даде оставка на крајот, тој ќе замине од политичката сцена вака или онака. Тука завршува. Тоа вака или онака ќе го разговараме во завршницата по кратката пауза за реклами. Останете со нас. Добре дојдовте назад во студиото. Во топ тема вечерва е лидерот на опозицијскиот СДСМ Зоран Заев. Господине Заев, која е крајната цел? Рековте вака или онака, Груевски ќе падне и ќе си замине. Како? Една работа, заслужува медиумот да кажам,
барем до толку колку што нема да нарушам цели кои што ги имаме поставено по она што го работиме како сценарио на обелоденување на вистината. Знаат и малите деца во Македонија дека не е ни примамливо, ни посебно привлечно да се биде власт после ова цунами што се случува на Македонија. Клекната е на колена Македонија. 1/4 испразната. Уништена е економијата. Буџетот е комплетно руиниран. Ке биде своевидна камиказа варијанта. Но ниту имаме друга земја, ниту друг народ. Зошто го зборувам ова? Камиказа да се преземе власта или камиказа од приказната? Камиказа варијанта да се преземе власта заради тоа што ќе биде ѓаволски, мачно и тешко. Се е изуништено, крпено до крпено, искористени сите ресурси, презадолжена државата, повеќе од капацитетот од кој што може да носи. Паралелно со тоа растење на задолжувањето е со исти интензитет надоле уништена економијата комплетно. И тоа е многу тешко. Не го слушавте излеа Ставрески вечерва како ви реплицираше со сите успеси на власт. Значи, како да ви кажам, го слушнавме човекот денеска и во неговите разговори директно. Па нека ценат. Не, мислев на пресконференцијата подоцна. Така е. Значи, утре може да извадиме нови снимки за него, па тој пада, кажува на пресконференција, нека ценат граѓаните. Не би навлегувал. Тоа зошто го зборува? Не дека немаме храброст, имаме и решенија и веруваме дека Македонија може да биде земја, може не Швајцарија на Балканот, но добра земја со достоинствен живот за сите граѓани и така како може. Втората работа. Не сме оптеретени кој тоа ќе биде власт, ова не е битка за власт. Граѓаните тоа на крајот на денот на избори го одлучуваат. Конечната и единствена цел е да вратиме слободата и демократијата во Македонија. При тоа морам да кажам, апсолутно сум свесен, ќе го кажам ова фигуративно. Поштарот што носи пензии дома, секој го сака. А јас сум поштар овој. Ама поштарот што носи извршни решенија дома, никој не го сака. Бегат од него, се кријат, ги затвараат вратите. Свесен сум што значи и овој процес по мене. Од политичка иднина за Заев. Апсолутно ми е јасно што значи. Но зарем има нешто повредно од слободата и демократијата на сопствената земја? Зарем нашите предци животите не ги губеа за таа слобода, за која што денеска пак зборуваме со полна уста зборови? Не е трагично никој политички да загине. Проблемот е што Груевски се повеќе, секојдневно ја продлабочува политичката криза со тоа што не реагира така како што треба да реагира. Не реагира, напротив, се повеќе конструира монструозни чекори во овој целиот процес. На крајот на денот ќе замине Груевски, но дај Боже, се надевам да не се труди да предизвика некаков вид на тензии заради тоа што тоа не Заев. Народот повеќе нема да му го дозволи. Како никогаш досега. Како господине Заев, кога и самиот пред малку рековте дека колку што ви објавувате нови материјали за состојбите во власта, за начинот на владење на власта, таа се повеќе гради нови одбранбени механизми или, како што велите, нови конструкции. Како тогаш вие ќе стигнете до целта? Ќе стигнеме до целта. Внимателно следете, не ќе стигнеме до целта. Што се случува? Во овие периоди, овие денови, чувствувам такво единство помеѓу сите етнички заедници како никогаш досега. Еве да не бидам себичен, нека ценат граѓаните и нека кажуваат тие. Какви меѓуетнички судири би можело да се случат кога не се единствени етничките заедници? Кој да се обиде со некој болен ум да размислува во таков правец, треба да знае дека тоа е осудено на пропас уште на првата замисла. Добро, тие прогнози произлегуваат и од тому што не се знае, например, какви снимки, со какви снимки располагате за некои чувствителни меѓуетнички прашања. Вие и тука бевте многу недоречен. Еднаш рековте дека ќе објавите се, друг пат дека заради чувствителноста некои прашања нема да ги објавите. Се што е поврзано со незаконско дејствие, криминал, или неетички и неморално однесување кое што на штета врз државата, ќе биде обелоденето. Нема тактизирање. Реков дека некои процеси од кои што јавноста има дилема, или е се уште дебата, или е сомничава, а не е така, и тоа ќе биде објавено. За да таа дилема се расчисти. Апсолутно потврдувам уште еднаш, да нема забуни. Еве прилика е. Медиум со национална концесија. Се што е поврзано со незаконско
и криминално работење или неетичко и неморално однесување на штета на државата ќе биде обелоденето. Без било какви калкулации, вклучително и за албанските политички партии. Тоа го очекуваат нашите сограѓани албанци. Комплетно за се, да не се штеди, ниту некој да се калкулира, ниту па да калкулираме со некој, заради тоа што, не знам, имал толку пратеници, или така бил политички поставен, или слично. Не интересира. И хипотетички може вие да фрлате бомби и да ги фрлате и да ги изфрлите и Груевски да си остане на позициите кои што ги има денеска во овој момент. Една работа, може се да се случи. Така, се е возможно. Јас не сум волшебникот кој што ќе ги даде сите одговори. Но јас знам дека толку многу верувам. Но една стратегија мора да има почеток, средина и крај. Така, и ја имаме таа стратегија почеток, средина и крај. И во одреден период ние ќе дојдеме до средината, се уште не сме на пола пат. Ќе дојдеме до средината, а секако после тоа ќе дојдеме и на крајот. Полека треба да има трпение за се и се ќе се случи за да може да допре до јавноста. Водејќи се од тој процес, и имам причини, заради содржината на доказите кои што ги имам, да очекувам дека Груевски ќе замине политички. Но, тоа можете да го кажете со рационална личност, која што рационално се однесува. Нема многу рационални негови однесувања до сега видено. Нема, освен кога е под притисок, па ќе оповлече законот за студентите или високото образование, или за хонорарците ќе го менува или слично. Само кога е под ваков притисок за да ги концентрира сите сили овде на бомбите. И тоа ми е јасно. Немало други рационални однесувања, па за да можете да му димензионирате до крај известно сценарио. Затоа велам, верувам, но може тоа да не се случи. Што ако не се случи? Кога ќе го видат граѓаните целото тоа што ќе биде до крај соопштено, тој ќе нема политичка вредност. Значи нема да има политичка вредност. Вистината за Македонија на крајот на денот ќе отвори се и со самото тоа граѓаните ќе констатират колку тоа вреди премиерот или не. Тој може да се обидува со силата, парите, влијанието, институциите да се одржува. Но таквото додржување ќе му биде горко. Зошто горко, и се ќе биде веќе јасно. И добро, ова може да звучи убаво, пријатно и за некои партиски митинги, вака да им се даде да му се даде поттик и на партиското членство, меѓутоа ако се преведе низ процедурите на една демократска држава, а велите дека тоа е целта демократијата, тоа би значело институционална, правна и политичка завршница. Вие велите во правна завршница не верувате. Соопштивме актор. До ден денеска имате информации што се случувало со тие пари? Од некаде? Некоја истрага? Нема. Македонска банка? Го гледавте процесот? Сами вие и вашите гледачи нека следат на таквиот процес. Становите на властодржците, пратениците и другите од извршната власт се доказ. Снимките кои што досега ги покажавме за правосудството и они посебно што ќе следуваат за правосудството. Посебно делот на обвинителството. И делот на судиите сами по себе кажуваат. Дозволете. И да ја прифатиме целата таа вистина и сето тоа што ни го навестувате, напротив, токму заради тоа што вие го зборите, треба да има некаква правна завршница. Зарем ВМРО ДПМН да ми суди. ВМРО ДПМН е тоа. Значи, они димензионираат и пресуди кои да се носат. И како да се донесат. Значи, во процес каде што се води битка помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, а ВМРО е вака поставен врз сите институции кои што треба да бидат независни, е поставен со комплетни пипци на контрола. Не можете да дозволите да одам во штабот на ВМРО и да чекам решение, тоа е исто. Што значи тоа така? Дека прво треба да има некаква политичка завршница, да се разместат тие точки, ако ја стави в правната на средина, значи би требало да има некаква политичка, па потоа институционална, па последна да биде правна. Во демократски земји оставките до сега треба да бидат паднати и да ги заборавевме од кога се дадени. Во демократска земја. Значи, Заев ги снимал граѓаните. Заев, Заев. Тоа е точно, да. Не, слушнете ме. Еве, теоретски, Заев да се инфилтрирал во пета управа на ДБК и ги снимал граѓаните, е причина да падне власт. И тоа е доволна причина. Да влезе опозицијата, неовластено,
да во тајните служби, во пета управа и да се снима кој сака, власта треба да падне веднаш. Тоа е во демократска земја. Затоа велам, ова мора да има прво политичка завршница. Правна завршница нема. Ако сакате правна, уште сега ќе ви ја соопштам казната затвор за Заев и за секој. Најверојатно и Шекеринска ќе осудат и Оливер Спасовски. Зависи до каде тоа кога ќе се разбуди Груевски од Сабајле, ќе му отиде паметот. Што ви подразбирала таа политичка завршница? Политичка завршница која што ќе има решение на средина пат кога ќе дојдеме со обелоденување на вистината, нашиот предлог ќе го соопштиме. Јавноста ќе го знае комплетно со сите своји детали. До сега контурите само ги најавуваме, така? Но деталите внатре, како тоа очекуваме да се заврши, што треба да се заврши, кога ќе бидеме некаде на средина пат, тоа ќе го соопштиме. Тоа подразбира пак некоја техничка, преодна влада. Една работа што апсолутно јавно во јавност. Решение на вакви состојби се само избори. Само народот е тој кој што може да биде давател на легитимитетот на разрешување на сите овие, да ги кажам, забегани состојби во општеството, што и се случувале на Македонија. Но за да дојде до избори, не може Груевски ваков да спроведе избори. Кога ќе видите што правил на изборите, ќе ви стане се јасно. Што значи тоа? Мора некој кој што ќе биде доволен силен гарант да ја подготви Македонија за избори. А што значи тоа? Да во одреден достоинствен период управува со државата за да може да се тргнат тие пипци на системска контрола на власта врз се и се што во Македонија. Преку кој ги добива изборите и преку кој владее на ваков дрзок и безобразен начин. Само тоа е возможно. Затоа веќе и меѓународната заедница шпекулира. И мината за тоа се техничка или експертска влада. Може вие да го крстите. Јас ја дефинирав преодна влада. Преодна влада. Постојат многу модалитети во светот како тоа. Експертска, технократска, политичка, широка коалиција, технички, не знам какви. Важно што е да има силен кредибилитет секоја од личностите во таа институција. Преодна влада, генерално кажано, со својот личен кредибилитет мора да биде гарант дека Македонија ќе биде подготвена како нормална земја за да спроведе слободни, честни и демократски избори. Очекувате тоа да се изнедри овој пат како нешто автентично наше, бидејќи ние до сега не сме успеале државава да реши ниту една криза без меѓународно посредништво или? Не мора да биде наше автентично. Меѓународната заедница мора да се вклучи и да помогне. И таа меѓународна заедница има и обврска да се вклучи и да помогне. Зошто? Ние сме членка на Обединетите нации, ние сме земја кандидат со освоени еден куп резолуции и декларации во нашиот парламент, во нашата компатибилност со европското законодавство. Имат обврска, но при тоа не смееме да заборавиме. Ова не е битка кој да се спаси Заев или Груевски. Двајцата јабана да одат. Не смееме дигнитетот на Македонија да го нарушиме. И кога ќе дојде таа меѓународна заедница да помогне, тоа мора да биде согласно нашиот устав и нашите закони. Мора да биде по меѓународните резолуции и декларации кои што постојат. Зошто? Не смееме да дозволиме дигнитетот и достоинството на нашата земја до толку да го погазиме. Заради тоа што нашите аспирации се да бидеме партнери во Европската унија, партнери во НАТО. Кој ќе не почитува ако дојдат суди од странство и не судат? Иако сте многу скржав на зборови, не сакајќи да ги откриете деталите од стратегијата, ова што досега го кажавте, некако ги насетувам оние два правци кои што ги посочи и Али Ахмети во неколку обраќања до меѓународната заедница, помош во политичкиот диалог, но и друг правец, помош, правна помош во можната правна разврска на овој случај или испитување на сите наводи. Кај баш го најдовте да го посочите Али Ахмети. Хам посочи вакви можности, еден куп експерти и домашни меѓународни, еден куп и други политички партии, па најдовте Али Ахмети да го посочи. Вообичаено е Али Ахмети е партнер во власта. Ние од господинот Хан немаме многу детали, ама вообичаено е тоа што вие го велите кога странците сакаат нешто да истестираат, вообичаено тоа го прават преку предлози на господинот Ахмети. Заради тоа ако го спомнавте господинот Ахмети, окей.
Вие само потврдивте дека предлогот доаѓа од надвор. Али Ахмети и Дуи се составен дел од оваа власт, имаат незаконити действија дел од тие луѓе, како што и дел од ВМРО, па не гарнитурата има незаконски и криминални действија, не сите, реално тоа го кажав уште на самиот почеток, но контурите на решенијата не морате некој да ви ги каже од надвор и да бидете нешто посебно аналитичен или упатен во тој дел. Сите знаеме дека граѓаните се тие кои што на крајот дават легитимитет и решаваат за иднината на земјата. Од таму го црпат сите оние кои што во име и за сметка на граѓаните добиваат чест. Ние сме сега во таква ситуација што дури да се дојде до тој чин кога граѓаните повторно би требало да го даваат легитимитетот, тука би требало најверојатно некоја техничка преодна влада експертска, како и да ја крстите, која што 5-6 месеци би ги средувала сите работи за кои што вие говорите и сите кои што претходно ги имавте испорачено. А за да тоа се случи, или треба, како што велите, да остане да веруваме на силината на доказите кои што ги имавме, или да дојде чуварот од надвор и да ги среди работите. Во која од надвор не може да биде некој си своевиден како арбитер, некој си кој што ќе биде посматрач, некој кој што ќе биде гарант на оваа работа. Македонија има капацитет. Зарем досега не покажавме дека имаме капацитет како опозиција правовремено да реагираме кога се работи за забеганост до крај? Зарем студентите не се доволни тоа што го направија борејќи се за своите права? Тоа се сосема различни ситуации. Ова се екстреми на два политички... Ова го кажувам, Боби, заради тоа што меѓународната заедница мора да знае дека Македонија има демократски капацитет во себе, внатре, во душата на луѓето, да реагира правовремено да се ја спаси државата. Но помош ни треба токму заради тоа што двата политички субјективитета се, фигуративно кажано, закрвавени со зборови. Значи, се позиционирани така. Пак ќе треба арбитража да се случи, затоа велам и официјално да зборувам, меѓународна помош треба во овој случај. Не може да очекуваме правна разрешница, која јавно не му верувам на судството, ниту јас, ниту опозицијата, а повеќе од 50% и од македонската јавност. Како да веруваме да влеземе, тоа, кој да ме суди? Сега, не знам, Софија Лаличич да ме суди? Или да ме суди овој Зврлевски, обвинителот, да го прави обвинението? Зврлевски и Софија Лаличич да седнат и да ме судат. Така? Дека и ние може да се ве прашав која е идејата, дали техничка влада, па таа техничка влада ќе договори некакво, не знам, ново специјално обвинителство, меѓутоа вие сте шкрт во деталите и во очекувањата и во сценаријата. Затоа велиме на крајот на денот е правниот процес, правен процес мора да има, мора да се одговара за се. Заев е крив, ќе одговара, Груевски е крив, ќе одговара, кој да е. Први мора да одговарат политичарите во оваа земја. Еден куп невини луѓе лежат по затвори, па дали некој од политичарите ќе одговара секако. Но во вакво општество комплетно контролирано од власта, нема легитимна правосудска одлука од правосудството. Нема, не постои. Го разобличивме тоа, реагираше меѓународна заедница. Секој извештај на Европската унија го кажува, нема право и правна држава. Значи, со внимателен пријателски речник. Тоа не е само став на опозицијата. Случаевите наназад во минатото тоа го кажуваат. Затоа ќе има политичка разрешница која што неминовно ќе се случи. И еве за силината на бомбите не се веруваше, дури се шегуваше Груевски со нив. Сега видовме дури во самиот зачеток, ова е се уште зачеток, колку се силни самите бомби и колку што потврдуваат со својата докажливост и аргументираност. Од сите настапи деновиве успеав да избројам 1-5-6, Скопје 2014 и да не ги бројам. Изборите се најјаката? Најјака има многу по од грозен аспект, грозни работи. Кулминацијата се изборите или не? Изборите се една од појаките. Реков јас врв. Зошто? Актот на гласање, изборниот процес, го дава легитимитетот и делегира право на еден куп други уставни и законски овластувања кои што се пренесуваат на оној кој што го добил тој легитимитет. Ако овде е урнисан легитимитетот на изборите, сето друго е нелегитимно. Така и по устав и по нашиот закон. Врвно демократско право во секоја земја која што се декларира за демократска земја е слободно изразената волја на граѓаните со право на глас.
Кај нас е била угнетена, загрозена. комплетно уништена, како никаде во светот. Дали прислушувањето на амбасадорите ги чувавте како ги чувате, бидејќи се уште немаме информација дека сте им ги дали нивните папки, како некаков катализатор на целиот процес? Не. Една работа. Амбасадорите беа информирани, дека се, меѓу другото, и тие прислушани, барем тие што досега се излегли на површина. Ке им давате папки како на новинарите или не? Целта е на внимателен начин тоа да го направиме. Ние консултиравме Сдруженија на новинари, поединци новинари, рекоа да, убаво е, дајте ни ги папките, тие што се готови, да, другите дополнително доставете ги. Амбасадорите, предпоставувам, ќе се изјаснат сами дали сака да ги примат, пред камери да ги примат, не пред камери да ги примат, да дојдат да им ги испратиме, како сака. Прашањето беше дали вие планирате да им ги Ние ќе им ги доставиме. Начинот на кој што тие ќе го добијат, материјалот за доказите за нивното прислушување, ќе го консултираме заедно со нив. Колку амбасади се може берем толку 6 имам заради тоа што ги до сега видов. прегледано. Не, ги видов како излегуваат телефоните и разговорите, ги видов 6 има до сега. Предпоставам може има и повеќе. Фатени се посредно или биле таргет? Тоа ќе оставите да не го коментирам. Меѓународни представници се да не влезам и јас како Груевски што навлегол на кршење на Вијанската декларација. Доследен на неговата теза дека сте вие камиказе соработник на странските служби кој не е свесен за големата слика, премиерот изјави дека во се што се случува, со се што се случува, тој се чувствува загрозен. Дали се чувствувате вие безбедни лично? Лично не се чувствувам безбеден, но тоа апсолутно не е најважната работа денеска ниту за мене, ниту за СДСМ. Не може да се чувствувате безбеден кога гледате дека еден забеган режим кој што отидол до крајност и сте се надевале дека тоа е неговата крајност, тој навлегува во уште поголеми крајности. Не може да се чувствувате безбеден. Се дрзнува човекот да го одземе пасошот на председателот на најголемата опозициона партија. Самото по себе тоа кажува се. И на крајот на денот јас не се жалам, пасош не ми треба, мојата работа сега е тука. Во Македонија има многу работа. Болката е што еден човек е таму, неговата жена е таму, пријател на тоа семејство, а работи во Струмица е таму, се трага по неговото дете, влегол во лични работи, тежина е. И тешко е, нормално, тоа ми тежи. Апсолутно за безбедноста не водам грижа, повеќе или помалку тоа што сум водел грижа. Зошто? Заради тоа што верувам дека сепак на крајот на денот нема да се дрзнат до толку, но и да се дрзнат не е крај на светот. Важно е слободата и демократијата да се врати во нашата земја. Треба ли да се плашат, ова е последно прашање, сите оние што се прашуваат и вечерва и сите денови 21 наназад, дали ги има во некоја од папките, во некој од фајловите што Зоран Заев и раководството на СДСМ навечер седи, го слуша и го селектира, и која е гаранцијата дека тоа може би утре нема да заврши на YouTube или некаде таму кај што не треба? Една работа. Јас го реков и пак ќе го повторам. Доколку е до Зоран Заев, гарантирам дека тоа нема да се случи. Прво е невозможно јас да го слушнам, нема кога, нема како. Значи, селектирам предмети по телефонско бројче и датум, зашто оти круцијален настан за да го покажам како незаконито и криминално однесување на власта. Но не можам до крај да гарантирам. Многу повеќе од тоа што Заев и опозицијата поседува Сашо Мијалков и Никола Груевски. Тоа е од каде го поседувам јас. Барем е јасно дека е од пета управа, така? Кој го правил, како го правил, ќе се докажува. Но таму е. Заев ако го има, валјда, односно, најверојатно, целиот материјал што го поседувале не е донесен кај Заев. Дел е донесен кај Заев. Јас си реков, има гапови, има очигледни прекини кои што се случувале. Има еден дел кој што апсолутно го нема кај мене, а логично дека постои. По мојата логика го сваќам дека е тоа така. Значи, дел од материјалите ги поседувам јас. Гаранција до крај нема, но тоа што зависи од СДСМ и од Заев, гарантирам дека нема да излезе, нема и зошто да излезе. Нема потреба зошто да излезе. Нашата цел не е да сите оние луѓе кои што биле мета целиот овој период да продолжат да бидат мета на ветрометрини, на секаков вид на коментари од јавноста доколку таквите снимки бидат објавени. Ке го очекуваме јавното
палење, како што рековте, иако според оно што го кажавте вечерва, се чини ке ни треба многу време, бидејќи имате многу материјал. Јас ви благодарам што вечерва бевте на топ тема на Телма телевизија. Благодарам за вниманието со кое што давате фер шанса на сите страни учесници во овој процес за Македонија да учествуваат со своите аргументации, на крајот граѓаните и гледачите да ценат, но истовремено уште една само ќе потврдам, за да излезе целата вистина до крај. А верувам дека граѓаните сакаат да ја слушнат целата вистина, иако некој пат не е баш пријатна. Треба време и трпение. Замолувам за трпение и време, да чекор по чекор, еве ветувам ќе убрзаме, чекор по чекор, да целата вистина се дознае за целиот овој период на владење на Никола Груевски. Благодарам на поканата. Ве благодарам, почитувани. Тоа беше лидерот на СДСМ Зоран Заев со неговата вистина за бомбата и пучот. Ви благодарам на вниманието и довидување.